Добър ден! Най-първен да ви се представям, аз съм доктор Звонко Атанасов, интервентен радиолог в Жан Митрев клиник. Днеска сакам да ви представям един интересен случай на пациент проследен от поликлиниката Филип II во Струмица во нашата клиника. Се работеше за един пациент на 77 годишна возраст со торако-абдоминална аневризма, односно аневризмата почнуваше од дисталната торакална аорта, прелегајќи од градната во стомашната шуплина преку диафрагмата и завршуваше во висина на излизиштата на трункус цилиакус и артерија мезентерика супериор, односно висцералните артериски гранки, кои што ги снабдуваат стомашните паренхематозни органи, црниот дроб, панкреасот, слезинката, желудникот, како и цревата. Овој вид на торако-абдоминални аневризми е доста голем предизвик и за хируршки третман, како и за ендоваскуларен третман со така наречена ТЕВАР процедура или акроним од Thoracic Endovascular Aortic Repair со пласирање по ендоваскуларен пат на аортни графт стентови. На стручниот конзилиум кога се разгледуваше пациентот, академик доктор Митрев даде предлог за хибриден третман на пациентот, односно комбинација на хируршки третман со минимално инвазивен ендоваскуларен третман на аневризмата. Односно, се донесе заклучок првин да се направи бајпасирање на висцералните артериски гранки од абдоминалната аорта, бидејќи аневризмата, како што спомнав претходно, завршуваше на ниво на нивните излезишта, а за да се постави протезата е потребно да имаме безбедна дистална зона, лендинг зона за аортниот стент, која ќе се постави по ендоваскуларен пат преку десната препонска артерија. Вака изгледаат поставените бајпаси од страна на академик доктор Митрев, од левата заедничка или јачна артерија до цревната артерија, артерија мезентерика супериор, како и бајпасот кој што завршува до трункус цилиакус, односно до артериите кои што ги крвоснабдуваат црниот дроб, панкреасот, слезинката и желудникот. По завршувањето на ова бајпасирање и обезбедување на сигурна, безбедна лендинг зона, дистална лендинг зона на аортната графт протеза, се пристапи кон поставување, пласирање на истата, како што спомнав, преку исто хируршки рез на десната препонска артерија и по ретрограден пат до ниво на торако-абдоминалниот дел на аортата и премостување на торако-абдоминалната аневризма. На направената контролна КТ аортографија се прикажа уредно поставената аортна протеза, која што ја гледаме на овој приказ, со што се доби исклучување на претходно постоечката торако-абдоминална аневризма. Овде може да се види убаво аортниот стент, кој што завршува безбедно, покривајќи ги нативните остиуми на висцералните гранки, кои што се премостени веќе, како што спомнав, со бајпаси од страна на доктор Митрев, од левата заедничка илијачна артерија до висцералните абдоминални гранки и со завршеток на аортниот стент до ниво на над излезиштата на реналните, односно бубрежните артерии. На тој начин пациентот фактички му се изврши една хибридна процедура, со што со најминимален ризик, со минимална инвазивност се обезбеди третман на торако-абдоминалната аневризма на аортата.